Ајде ги замолим. Дечки! Почитувани гости, драги ученици и наставници, љубители на уметноста, добар ден. Сакам да ви посакам добре дојде на уште едно уметничко доживување во организација на Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров во Делчево, во соработка со Сдруженијето за архитектура, дизајн и култура, Архипат од Скопје, а во рамките на патувачкиот проект Музеум Линк. Оваа изложба, насловена Осончена тишина, е фотографска серија на уметникот Александра Костелиновска. Денешниот настан е во соработка со кураторот на изложбата, која што не е за прв пат овде со нас, Јасминка Намичева, а за самата изложба нешто повеќе ќе каже самата кураторка Јасминка Намичева. Инаку само да кажем дека изложбата ќе биде отворена во наредните 10 денови, така што сите љубители на уметноста ќе можат овде во фојето на спомнато масло да ги видат и да разгледаат фотографиите на уметникот Александра Костелиновска. Ви благодарам, а сега ја повикувам Јасминка Намичева да земе збор. Добар ден и од мене. Благодарам за вашиот интерес за денешната изложба. Најпрво морам да се заблагодарам на колегите кои што помогнаа оваа изложба да дојде во Делчево. Особено благодарност до директорот на Домот на култура Златко Начовски, до програмскиот директор Методи и Толевски и секако до Александар Белогаски, кој што прекрасно ја аранжираше оваа изложба денеска. Инаку, многу се радувам што повторно сме во Делчево. Оваа година мислам дека веќе втори или трет пат со проектот Музеум Линк, кој што ќе повторам, иако мислам дека веќе сите добро знаете што работиме со Музеум Линк. Тоа е еден проект за неформална една мрежа на музеи и домови на култура во Македонија. Веќе се поврзани во овој проект околу 33 институции од областа на културата, меѓу кои е и Домот на култура од Делчево. Идејата во овој проект е всушност дека не би смеле да бидат привилегирани граѓаните на Скопје, да имаат достап до квалитетни изложбени проекти, туку тие проекти надвор од Скопје со помошта на овој Музеум Линк ги носиме и во сите останати градови во државата. Инаку од 2016 година до сега преку овој проект и во соработка и со колегите од Домот на култура од Делчево
До сега сме реализирале повеќе од 250 изложби во државата, меѓу кои сме донеле автори од многу висок ранг од областта на уметноста, но и изложби кои што промовираат трудови на млади уметници. Се надевам дека сите овие работи кои што ги носиме во вашиот град ќе испровоцираат многу млади уметници, идни уметници да почнат да го одат патот на уметноста и да ги реализираат своите можеби потенцијали и соништа да почнат да работат уметнички дела. Инаку, денеска имаме можност да ја видиме изложбата на фотографот уметник Александра Константиновска. Осончена тишина е називот на изложбата. Тоа е еден фотографски дневник, еден личен, интимен дневник кој што Александра го има реализирано во текот на изминатите 2-3 години, патувајќи низ некои европски дестинации. Тоа е еден интимен разговор на уметникот и околината, незино лично видување на сите детали кои што ние при патувањата најчесто и не ги забележуваме, затоа што секогаш брзајќи низ дестинациите, сакајќи што повеќе да видиме од просторите каде што се наоѓаме, најчесто ја гледаме широката слика. Токму заради тоа Александра низ своите фотографии се фокусира на деталите, се фокусира на некакви специфични предели. Особено бидејќи како професионалец, од друга страна Александра има завршена архитектура, секогаш професионално опото го насочува и кон архитектонските детали во градовите каде што посетувала. Точно затоа денеска имате еден избор на такви детали и се надевам дека сето ова што денес ви го представуваме ќе особено кај младите, кај учениците, кои што многу се радувам што денеска повторно се со нас присутни, ќе испровоцира еден сосема поинаков аспект на видување на се што е околу нив, па дури и сето она што секојдневно го осеќаваат во околината каде што живеат и се движат. Фотографијата е една многу специфична дисциплина и принтот, односно класичната фотографија, се помалку е застапена воопшто на глобално ниво, затоа што под атак на дигиталните технологии сега многу полесно и побрзо земаме одредени моменти со кои што се среќаваме и немаме такво чувство, таков однос кон фотографијата како што во минатото, кога со аналогните технологии се размислувало точно како секој кадар ќе биде фотографиран, затоа што со аналогните апарати и сме имале ограничен број на пози, 36 пози биле максимум што еден филм можел да понесе. Така што денеска, можеби на некој начин оваа дигитална технологија од една страна ни дава голем избор на моменти кои што брзо ги складираме, меѓутоа
тоа пак од друга страна побарува една софистицирана селекција потоа на истите тие фотографии, на истите тие моменти, кога фотографот во своето студио понатаму седнува и тие фотографии детално ги дообработува и ги селектира. Токму на таква една селекција резултат е оваа изложба која што денеска пред вас ја представуваме и се надевам дека и ќе ви биде добра инспирација на сите и дека ќе уживате во ова што денес ви го представуваме. Се надевам дека нема да биде ова наше последно дружење во текот на оваа година, дека до крајот на годината, еве како што се договараме со колегите од Домот на култура, ќе имаме можност да донесеме преку проектот Музеум Линк и преку Архиварт уште барем една изложба да ја представиме пред вас. Јас ви благодарам за вниманието и за интересот и еве сега ќе препуштам збор на драгиот колега Александар да ви каже неколку збора. Ви благодарам. Добар ден на сите, голема благодарност од вас за вашето присуство. Сакам да изразам и голема благодарност до авторот што се потрудил да сето тоа го склопи како една приказка. Инаку фотографијата сама по себе е една од модерните уметнички техники кои современите уметници ги користат за изразување на нивни дела и тие исто така можат да бидат и како преработени и со колаж, и со други средачки техники. Во мојот случај, например, како јас ќе ви кажам за мојот случај, јас имав мојата работа за дипломирањето, дипломската работа ми беше составена од стари фотографии од Егејскиот дел од македонскиот геноцид, преработени во графички техники, така да тоа е една алатка неизбежна во современата уметност, каде што ни олеснува и возможува да дојдеме до едно дело современо, да кажем. Така да голема благодарност за авторката денес што ни гостува во Делчево, голема благодарност до Кускусот и се надам дека ќе уживате во изложбата. Благодарам. Добар ден на сите, јас сум Александра, сакам многу накратко само да ви се заблагодарам на сите за времето и за вниманието кој ми го давате денес и огромно благодарам на Есминка за прекрасните зборови, за безусловната поддршка која што добивам од нејза и се надам